Ќе зборуваме за употребата на дронови. Убава тема, интересна, предизвик, многу актуелна, многу Многу рекол и по добро и по лошо со оглед на тоа дека сме во војна, не е нормално, меѓутоа секојдневно на вести слушаме информации за беспилотни летала, за тоа како се и за неубаво. Единото не единствено убаво, меѓутоа мене ми се допаѓа што веќе огнометите се менуваат со дронови, што е некаква си придобивка, многу поинтересно. Па добро, видовме новогодишни спектакли. Ќе откриеме колку е тоа безбедно или не безбедно. Се ќе откриеме во продолжение. Токму на оваа тема, која што од една страна стана некому е работа, професионална работа и обврска, но некому е разонода. И буквално стана еден вид на разонода за многу семејства. Сега колку при тоа тие ги почитуваат правилата и прописите. Денеска ќе разговараме со Јасмина Мамучевска, таа е советник во Агенцијата за цивилно воздухопловство. Добро утро. Добро утро. Добро утро на вас. Фала ви за поканата. Добро утро на сите гледачи кои следат утринската програма на Македонската радиотелевизија и се надевам дека на најдобар можен начин ќе можеме да го доловиме моментот за користење на беспилотните летала во период дронови. И ви имаме едно тука со нас, мало човече, мало што човече, се може да направи тоа човече. Може многу да направи. Може многу да направи. Само момент. Разликата, дронови и беспилотни летала, има некаква разлика? Нема никаква разлика. Значи, беспилотни летала ние во воздухопловството често сакаме да кажуваме и се изразуваме со поимот беспилотни летала, но во секојдневието луѓето го користат поимот дронови. Инаку тоа има исто значење. Беспилотно летало и дрон исто значење. Кои се клучните приоритети на Агенцијата за цивилно воздухопловство? За, може да кажеме, општо и почнуваме нова 2026 година, така што приоритети веројатно се поставени. Така, на Агенцијата за цивилно воздухопловство како клучни приоритети најпрво би кажала дека е безбедноста во воздухопловството. Агенцијата како регулаторно тело секогаш се насочува безбедноста на воздухопловството да ја одржи на најможно високо ниво. Потоа воздухопловната инфраструктура и капацитети, како и обезбедувањето во воздухопловството, агенцијата се грижи. После агенцијата е функционална и независно регулаторно тело и секогаш се насочува кон зајагнување на институционалниот статус на самата агенција. Во агенцијата многу битни ни се и човечките ресурси и кадровската политика, каде што секогаш се стремиме развојот на високи едуциран и квалифициран воздухопловен кадар врз основа со самите обуки што ги прави агенцијата, што ги спроведува, се насочуваме кон сето тоа. Имаме обуки, стручни и развојни програми и модернизација на кадарот. Исто така, агенцијата како основна цел е соработката, меѓународната соработка со сите останати воздухопловни власти, како што се ИКАО, ЕКАК, ЕАСА. Значи, ние се стремиме да се движиме во насока да можеме да ги следиме тие чекори што се надвор веќе достапни. Исто така се грижиме и за заштитата на животната средина и тоа преку намалување на негативното влијание во авиацијата и тоа разни емисии, бучави и така натаму. Се во ова за да може да се постигне треба точно да се знае кој го лета дронот. Кој го лета. Да, и еве овие прекрасни снимки кои што ги гледате зад нас од Скопје и убавината на ние кои што си имаме на метрополата благодарение на колегата Јован Лесански. Јован Лесански, да. Да, мора да го поздравиме поради тоа што не случајно се споменува како еден од оние кои што има, претпоставувам, што е потребно и сертификат и лиценца за да лета дрон. Колку мина од оние кои што имате вие евиденција дека летаат дронови ги поседуваат тие? Ние во нашата агенција буквално водиме
водиме евиденција на сите регистрирани беспилотни летала што се на ниво на нашата држава. Имаме систем, многу добро изграден систем од нашето IT лица и моментално во нашата земја можеме да кажеме дека има 800 регистрирани, околу 800 регистрирани беспилотни летала, заклучно со крајот на претходната година, и тоа за период во една година, затоа што во Република Македонија регулативата на ЕАСА, значи регулативата за беспилотни летала 945 и 947 стапи на сила од 1.1.2025 година, така да можеме да кажеме дека за многу краток период, од една година, за разлика од другите наши соседни земји со кои соработуваме, имаме околу 800 регистрирани оператори на беспилотни летала. Сега тука спаѓаат оператори не само фирми, туку и физички лица, странски државјани, странски државјани кои нели ја посетуваат нашата земја и кои сакаат да прават снимки со нивните беспилотни летала, како и пилотите, заправните лица кои се јавуваат, и тоа е во случајот и самата Македонска радиотелевизија. Ние една од првите оператори на беспилотни летала кои се има регистрирано во нашиот систем, имаат отприлика околу 10 пилоти на самиот оператор на Македонската телевизија кои се регистрирани во нашата агенција и ги исполнуваат сите услови, ги имаат потребните сертификати за безбедно управување со беспилотна летала. Има некој ограничен број колку дронови едно лице кое е регистрирано со лиценца може да поседува? Нема ограничување според регулативата. Едно лице може да поседува колку сака беспилотни летала. Не е спорно со тоа што добива само еден лунов алгоритам, ние така како викаме според регулативата, и тој лунов алгоритам користи само тоа лице да може да управува со своите воздухоплови. Добро, со оглед на тоа дека мора претходно да се најави радиус во кој што би се движел дронот и така натаму, знам според правилата кои што ние ги почитуваме пред да излеземе на терен, за колку мине е дозволено во ист радиус да бидат присутни во воздухот? Моментално, значи, за било колкав број на оператори, за да биде безбедно, било колкав број на оператори може да летаат во еден воздушен простор. Со тоа што операторите пилотите, всушност мора да ги следат тие рамки според законските рамки според регулативата, каде што мора исклучиво да лето да биде најавен во радиус од 250 метри и висината да биде до 120 метри. Но тоа не го оспорува фактот дека еден пилот може да се најави колку сака летови во низа. Така да еден пилот може да најави и 10 лета, но радиусот да биде запазен од 250 метри и може да се најавува последователни летови до 10, 15, 20, колку смета дека му се потребни за да може да ја изврши операцијата. Ги познаваат ли доволно обврските, знаат и што треба да направат се пред да почнат да го прават тоа? За жал, мислам дека според се вака моето мислење и искуството што го имам од претходната година, голем број на граѓани не се запознаени баш со регулативата за беспилотни летала, но ние како агенција се стремиме преку разни видови на едукации и обуки тоа да го доловиме на граѓаните што е можно подобро. За нашите регистрирани оператори можам да кажам дека они се свесни, ги почитуваат правилата и знаат што треба да прават за да се изврши соодветна операција. А што ако ги прекршат правилата? Зашто најчесто се прекршува правилата? Така, правилата се прекршуваат најчесто кога летот не е најавен, доколку пилотот на беспилотното летало лета во забранета зона. Значи, ние имаме многу добро изграден систем, така кажана интерактивна мапа, каде што секој оператор е задолжен да го најавува својот лет. Секој пилот мора да го најавува својот лет. Ние оставивме простор, регулативата остава простор, дека летовите може да бидат најавени непосредно пред самата операција да се изврши. Сега сакате да летате со беспилотно летало, но мора да ги најавите. Но мора да се најави. Добро, и што ако ги прекрши правилата и едноставно го фатите дека го прекршува правилото, што правите? Така, доколку се прекрши правилата, тука имаме стручно лице во агенцијата, тоа е инспектор за беспилотни летала, кој има право да го санкционира со парична казна
Но пред тоа имаме тесна соработка многу и со Министерството за внатрешни работи, затоа што не ние како агенција можеме секогаш да го детектираме пилотот нели кој ќе го прекрши правилото. Тука со таа тесна соработка помеѓу полицијата и агенцијата, полицијата има право според Законот за воздухопловство, член 144, нели сите што управуваат со беспилотни летала мора да го знаат тој закон, каде што секој полициски службеник има право да го одземе беспилотното летало на секој пилот доколку ги прекрши правилата, не трајно, привремено да му го одземе и должни се да ја известат агенцијата. Парично одговараат дополнително? Парично одговараат, да. Парично одговараат доколку прекршат правило во однос не е регистриран оператор, не го има најавено летот, лета во забранета зона, каде што не сме да лета. Тоа сакам јас да прашам, кои се тие забранети зони? Забранети зони се сите оние зони што нашите пилоти може да ќе видат на нашата интерактивна мапа. Ние имаме интерактивна мапа на целиот воздушен сообраќај на ниво на цела држава. Така да сите оператори кои пред да го извршат летот треба да ја посетат нашата мапа и да видат кои се забранети зони. Моментално сега вака сликовито има тоа се црвени кругови, владата, собранието, различни стратешки објекти кои ние како агенција сме сметале дека треба да бидат забранети или некоја институција па се обратила до нас како агенција и нели ни насочила дека тој објект треба да биде забранет во забранета зона. Но често пати надвор и аеродромите. Морам да напоменам дека аеродромите и стадионот до пред известно време беа забранети од DJI, но веќе DJI се огради од таа функција, така да се остави на надлежната институција, на агенциите, они да одлучуваат дали во таа забранета зона ќе се дозволува да лета некој со беспилотно летало или не. Сега од друга страна пак се наметнува прашањето како се штити приватноста на граѓаните наспроти овие нели заштитени зони. Така, според регулативата приватноста на граѓаните е целосно треба да биде заштитена, целосно. Значи, никој пилот кој правува со беспилотно летало не сме да ја наруши приватноста на било кој граѓанин или без разлика дали станува збор нели за приватен имот или за лице. Така да, ние како агенција тоа не можеме да го заштитиме, но сепак оставаме се на свесноста нели на тој што управува со беспилотното летало. А што доколку граѓанинот пријави дека му била може. Сме имали нарушена приватност. Сме имали некој со дронот буквално до балкон. До балкон. Сме имали и такви случаеви, тогаш секој граѓанин има право тоа да го пријави, значи во најблиската полициска станица. Со тоа што нели секој полициски службеник треба да излезе на терен, да види што се случува. Ама тука е малце неблагодарно затоа што често пати се случува граѓанин да го види беспилотното летало и се додека дојде полицијата, беспилотното летало го нема. Едноставно го нема. И тука веќе ни полицискиот службеник, ние како агенција не можеме да го детектираме тој момент. Сакам да напоменам дека агенцијата и тука имаме една конфузија малце со Министерството за внатрешни работи, често пати ни се јавуваат има беспилотно летало, дојдете, фатете го, што да направиме? Не, ние како агенција можеме само да дадеме податоци и да го детектираме оној пилот кој е регуларно пријавен во агенцијата, кој е регистриран како оператор, кој ги почитува правилата. Ние тие ги викаме интрудери. Ние ниту еден интрудер како агенција не можеме да го фатиме. Но може Министерството за внатрешни работи, доколку види, доколку ја нарушува безбедноста, јавниот ред и мир, имаат потполно право, значи според одредени закони, дури мислам дека и во Законот за јавен ред и мир, баш така имав прилика оваа година да проучувам повеќе видови на закони нели поради самата природа на работа. Мислам дека во членот 152 има нарушување за неовластено снимање.
Така да, доколку било кој граѓанин врши неовластено снимање на трето лице, доколку вознемирува некој друг, така, и има доколку каде па да се тие пријави. снимки излезат надвор, се прикажат, тогаш не само парична казна, мислам дека има и казна и затвор до 3 години, ако не се лажи. Значи, внимателно. Да, внимателно. А што е со тоа доколку некој направи од дроновите направи материјал на штета или пак не дај Боже повреди лице? Падне се Така, сруши, падне да. беспилотното летало, што да. се случува, нели? Да. Мислам, ние сме сведоци на тоа дека беспилотните летала може да направат огромна штета. Луѓето мислат дека беспилотните летала се играчки, ама за жал беспилотно летало што може да направи, може да доведе и до траен инвалидитет. Затоа ние на нашите оператори секое беспилотно летало што е над 500 грама во нашата држава мора според Законот за задолжително осигурување да се осигура. Мора да има полиса за осигурување. Со тоа на некој начин се заштитува самиот пилот, доколку се случи некоја несреќа, осигурителната полиса мислам дека за беспилотни летала до 25 килограми покрива штета до 10.000 евра. Така да, доколку беспилотното летало е осигурано, тогаш штетата доколку се нанесе ќе се покрие, но кога станува збор за траен инвалидитет, самиот оператор ги сноси последиците. И сега за помалите беспилотни летала што се под 500 грама, за жал нашиот закон не предвидува полиса за осигурување и тука сепак ние оставаме нели дали некој сака да си го регистрира своето беспилотно летало или не. Тоа е на самиот оператор. Инаку над 500 грама мора задолжително секое беспилотно летало да се осигура, без разлика дали станува збор за наши регистрирани оператори и да не настане забуна. Тука на тој закон мислам дека подлежат и Министерството за внатрешни работи, Министерство за одбрана, Царинска управа, Дирекција за заштита и спасување, Македонски шуми. Ова се дел од нашите оператори кои не мора да бидат регистрирани во нашиот систем, не мора да ги следат цивилните правила, но мора да си го следат Законот за задолжително осигурување. Да. Добро, останува да го заокружиме разговорот со тоа дека забележуваме, и така го почнавме разговорот, забележуваме дека иднината во авиосообраќајот ќе ја превземат дроновите. Да. Забележуваме што се случува. Можете ли вие според вашата природа на работа секојдневно и допирот со следење се она што се случува не само кај нас, туку и во светски рамки, да предвидите како во Македонија ќе се развива? За жал, ние многу покасно ја почнавме да ја пременуваме регулативата, нели АСА регулативата за беспилотни летала, таа стапи на сила кај нас на 1.1.25 година и ние како агенција дадовме еден транзиционен период кој почнува од 1.1. сега 26 година, каде што веќе многу повеќе беспилотните летала ќе ја завземат нели делот од авиацијата. Во многу поразвиените земји од нашата држава, беспилотните летала веќе одат во насока, како што знаеме и како што гледаме, еве Русија и Украина водат војни со беспилотни летала. И затоа ние секогаш велиме дека беспилотните летала не се само играчка. Војните што ги водат со беспилотни летала од 250 грама, што се нели најмали беспилотни летала и што коштаат едно 50 евра, што не се многу скапи. Така да, ние вака како агенција се стремиме и даваме насока баш на беспилотните летала, ја следиме регулативата, одиме на многу обуки. Агенцијата за цивилно воздухопловство нас како кадар ни овозможува и ние сме многу благодарни за сето тоа. Така да, како би било во иднината на авиацијата се беспилотните летала. Но како нашата држава тоа све ќе го одигра, сега тоа е да бидеме како Јапан и Кина. Да бидеме како Јапан и Кина. Да, како Јапан и Кина. Ние имаме оператори и многу сме стрекни за тоа, имаме оператори, еве вака можам да споделам некои искуства, кои
ќе овозможат чистење на згради и облагодери со помош на беспилотни летала. Тоа веќе го има у Кина, они ќе одат на обука у Кина, баш пред некој период дојдоа кај нас во агенцијата на разговор, ќе одат на обука во Кина и се надевам дека со самото тоа ќе одиме чекор напред. Имаме исто така оператор кој го има добиено Икарус проектот, каде што се надеваме дека во текот на оваа година веќе ќе имаме и превоз на лекови од едно место на друго, како што има и во развиените земји. Тоа веќе гледам дека ме потсетивте сега, во Кина имаше некој прилог гледав каде што можете да нарачате храна и пијалоци и да ви стигне преку дрон. Може, кај нас за жал уште не може. Се јави една фирма и сакаше баш да пренесува пица од едно место на друго, аеродром, нели, седиштето ќе беше во аеродром, но еве до центар, до Каркош, но се уште тоа не е во нашата држава, се уште не е применливо. Ама се надеваме дека одиме во тој правец. Да, ние можеме колегата Лесански да го тестираме, да ни носи кафе со дрон од долу во студио. Ќе се обидеме. Да, може. Благодарам денеска што го започнавме денот заедно. Посакувам да ни биде субаво се лесно годината и да се гледаме за убави работи. Ви благодарам и на вас за поканата и можам вака во име мое и во име на агенцијата сите кои сакаат да бидат запознаени со новата регулатива за беспилотни летала, може слободно да не контактираат, дали на мејл, дали телефонски, дали лично да дојдат во нашите простори. Ние стоиме како агенција секогаш на располагање на граѓаните. Ви благодарам. Ви благодарам уште еднаш.